Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, а емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50-60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Како што ви најавив минатата недела, тема на вечерашната емисија е кој ќе биде претседател на Република Македонија. Солза Грчева за претседател. Убаво звучи. Да, убаво звучи, звучи примамливо, заводливо. Многу луѓе очекува дека ќе ме видат на листа. Не ви победи структурата вашу ВМРО да победеше Мјалков, веројатно ќе вика сега Солза Грчева за претседател. Па не, независно од гарнитурата, значи голем број на луѓе сака да ме видат, меѓутоа се одлучивме не. Ја промашивте битката во ВМРО да помане, да победеше Мјалков, Солза Грчева веројатно ќе беше кандидат. А зошто? Што е врзана Солза Грчева со Мјалков? Па е прво по штипска линија, второ и политички бевте. Се договаравте. Таа штипска линија, јас сум од Штип од градот, Мјалков е од Ново село. Значи тука е голем јас меѓу Ново село и Штип. Напишете ли вие некоја парадигма? Зимето. Никола Груевски во Будимпешта напиша парадигма. На 20 страни, да, и има напишано зимето. Дали вие планирате некоја парадигма? Не, за сега не, ќе се задржам на колумните и ќе се задржам на дебатите како и оваа вечер. Ја прочитавте парадигмата, нели? Не. Кај што искрено да бидам не. Ќе беше уште потриумфално, мислим на референдумот, можеби со подобри ефекти на краток рок, доколку наместо стратегијата бојкот одеше се победеше со стратегијата против. Зашто сум уверен дека со навремена отпочната силна и интензивна кампања уште на крајот на пролета 2018 година и со десетина наблюдувачи на секој гласачко место ќе донесеше грандиозна победа против наспроти за. Значи, апсолутно не се согласувам со оваа парадигма негова, бидејќи ако нешто имавме светла точка во овие изминати години, тоа беше успешниот референдум. И гледате? Тој референдум беше признат од сите земји како успешен, односно зборувам под наводници успешен. Грчева се случајно е ова? Бојкотирањето на референдумот беше единствена светла точка која што ќе биде запишана во нашата историја. И јас се согласувам. 30 септември за мене има поголема сила од 8 септември. Апсолутно. 91 година. Апсолутно. И гледате сега, од внатре се проблематизира опцијата за бојкот. Да, па се проблематизираше од самиот почеток. Што е разликата помеѓу Митко Јанчев, кој исто пропагираше појава на референдумот и гласање против, и Никола Груевски и парадигмата сега? Гледате вие некоја разлика? И Петар Богоевски една цела серија на такви луѓе. Петар Богоевски беше за. Петар Богоевски беше за да се гласа на референдумот, се излезе. Меѓутоа Митко Јанчев беше да се излезе и да се гласа против. Груевски вели и он имал таква стратегија и парадигма. Па добро што не остана во Македонија, можеби ќе имаше структури да спроведе таа своја идеја. Тогаш апсолутно ќе се сликавме, значи ќе имаше цензус и сега ќе славеа луѓето баш една таква победа. Сами ќе се подпишавме. Ќе си подпишавме историска дека сакаме да се самоукинеме. Историски банкрот. Да се самоукинеме, сами ќе се подпишавме. Да. Према тоа нека не се чачка, што би рекле Скопјани во таа работа. Референдумот беше неуспешен и тоа е единствената светла точка. Сега полека и не сетуваме како дошле тие 8 пратеници да гласат. Да, апсолутно. Не ги убедувал само заед, на база на разни парадигми што ги читаме и што ги правиме. Не. Една добра структура во ВМРО има подработено, има работена нова работа. Па, што ви кажува фактот што во првото гласање имаше 80, кога некој професор излегоа да го спора тоа двотретинско мнозинство од 80 и веќе во второто гласање имаше точно 81 за да не може да биде спорено. Значи целата игранка е математички справедливо. Математички добро изведен. Вие сте математичар, информатичар, вие точно гледате дека ова е направена со софтвер уфрлен од надвор, колку што треба, без како фира, што треба, без апсолутно. ништо. Даден им е маневарски простор, конкретно на ВМРО ДПМН, да зборува дека му се важни националните интереси, дека е лош договорот и така натаму. Меѓутоа остана забележан фактот дека се испорачаат тие гласови. Да, меѓутоа Грче, тamo веќе ние не сетуваме две линии. После парадигмата на Груевски ние веќе ги гледаме тези линии. Точно така. И гледаме дека ова ново раководство била под сериозен притисок како од Зоран Заев
Така и од Никола Груевски, Сашо Мелков и целата таа структура. Значи, полека веќе работите излегуваат на површина. И Тодоров и една цела друга структура која што не била баш слаба структура, која што го држала ВМРО. Да, која сега веројатно го чека Конгресот. И затоа веројатно ќе е клучно за ВМРО да постигне резултат некаде околу границата на 400.000 гласови. Дали ќе успее, ќе видиме, не знаеме кој ќе биде кандидатот, меѓутоа клучно ќе биде сега тоа да се направи. Па клучно ќе биде не толку председателските избори, туку предвремените, јас се надевам дека ќе ги има парламентарни избори. Меѓутоа гледате сега сама уште пред 2 недели рече дека ќе расправа, па го чека Заев, па нели Бојко Борисов му го даде својот Мерцедес, па он дојде, нели постојни средби во Давос што ги имаше и не расправаат. Веројатно чекаат Ала Џафери да ги распише председателските избори, да помине целиот тој рок и целиот тој процес и на крај да се заборави дека некој барал предвремени избори. Очигледно се да само не сака да има предвремени избори. Очигледно мислам дека никој не сака сериозно предвремени избори, бидејќи јасно им е кажано од меѓународната заедница дека пред октомври не треба да ги очекуваат. Добро. Чекаат сепак да помине извештајот на Европската комисија. Мислите дека ќе бидат успешни во таква ситуација председателските избори? Знаете, мислам дека председателските избори во оваа ваква констелација и ситуација ќе бидат неуспешни. Гледате, голем дел од луѓето се резигнирани, апатични и така натаму и не гледаат причина треба 40 плюс 7. Да. На 1.800.000, да, тоа е некаде приближно околу 750 до 800.000 гласови. Албанците кои беа мотивирани да излезат на референдумот, веројатно во втор круг на председателски избори нема да бидат мотивирани. И никогаш изминатите 20-25 години не били мотивирани, освен 99 година, кога со кофи полнеа во гласачките кутии. Албанците дури и на референдумот неочекувано не излегоа во таква бројка во која што луѓето очекуваа. Па се кара меѓу излегоа, да, точно излегоа некаде околу 170.000, при што не можеме точно да разграничиме колку беа полнети кутиите во Сарај и на другите места каде што се албански средини. Така да не очекувам голема излазност ни кај албанците, но не очекувам ни голема излазност и во овие два наши македонски табори. Кај се да сама. Не. Очекувате дека Ѓорчев може да победи на партиската конвенција? Мислам, да. Иако сите дава шанси на Гордана Селјановска, вие значи сметате дека шансите на Ѓорчев се значени за да може да победи на партиска конвенција? Да, бидејќи без оглед на неискуство или сето тоа и паблик и јавниот имидж, Ѓорчев е тркач, односно ги има добиено сите избори. Сите го имат прежалено Ѓорчев. Па, дури имаше многу негативна кампања на социјалните мрежи, се фаворизира на некој начин Гордана Селјановска, меѓутоа ја очекувате дека во продолжение 2 пати по 15 минути може би Ѓорчев да изненади да победи на партиска конвенција. Па ако добро забележав, мислам дека и на анкетата што имам погледнато е во предност Ѓорчев, значи во јавното мислење. Сега пак е прашање во партиските кругови. Во предност во однос на Гордана Селјановска. Партија на власт обично победува на председателски избори. Така било изминатите 27-28 години. Имало некогаш Тито Петковски да води после првиот круг, па Борис Трајковски да победи после вториот круг, меѓутоа обично ниту на лидер на опозиција нема одговарало негов кандидат за председател да победи или да биде градоначелник на Скопје, бидејќи кога е во опозиција тогаш е природно луѓето или членството да набаци рака кај председател на државата или градоначалникот на Скопје. Меѓутоа во оваа ситуација зар не мислите дека за Мицкоски стани падне, дека мора да има добар резултат на председателски избори, инаку му виси над глава Конгрес кој ќе му го побараат структурите на Мјалков, структурите на Тодоров, на Митко Јанчев и условно речено петта колона кому постои партијата. Логиката го кажува тоа. Да, точно. Меѓутоа, јас не гледам голема заинтересираност во редовите на ВМРО-ДПМН да се извојува победа на председателските избори. Тоа ме зачудува. Вие не се потпишавте? На што? На номинацијата.
или на кандидатурата на Гордана Селјановска? Не сум ни можела, значи, да се потпишам заради тоа што ние сме Заедно си... бевте во... Не, чекајте. Заедно бойкотиравте. Чекајте. Заедно се Гордана ми е пријателка. Заедно се Значи, потпишавте. Гордана Селјановска ми е пријателка. 200 Не го угледни добив личности, за жал тој професори. список на подпис, не станува збор за тоа, меѓутоа ние имаме партија. Еве, сега имате Нашиот можност. партиски став се уште не е изграден. Еве имате можност во емисија. Ќе видиме на 2 март имаме ние конвенција. Па ќе одлучиме А ви што имате точно пред ќе СДСМ правиме. еден ден? Еден ден пред, да, Пред на СДСМ. 2 март. Добро, зошто не ве поканили, не сакате ли не ви потпишале за Гордана Селјановска? Не, апсолутно не. Значи не е да не ме поканиле, јас не сум ја видела, имам Нели други како- некои приватни ангажмани. Ви нарекуваат- Не сум ни видела дека ми пристапиле практично со писмо за подршка. Нели како И веле- не станува збор дека Гордана Селјановска нема да ја добие мојата подршка, не станува збор за Господи тоа. Грчева, па вие се Меѓутоа, вие се појавте јас не со сметам... Ванковска, вие се појавте со Ванковска лани, февруари месец. Да. На Телма, на Алфа, веројатно. Да, ние сме и пријателки, Да, како? и бевте дел од таа групација. Да. И отпочнавте процес на бойкотирам. Точно. Беше логички да се очекува вие да застанете зад кандидатурата на Гордана Селјановска. И не застанавте. И сте Не, значи љубоморна на погрешно Гордана- се толкува, не, љубоморна на апсолутно Гордана не. Селјановска? Не, видете. Прво, јас долго време калкулирав и се премислував, односно партијата се премислуваше дали јас да се кандидирам за председател. Значи, во конвенција- Меѓутоа, конвенција ќе решивме аплициравте? дека не треба да се дава легитимитет преку председателскиот избор на Северна Македонија. Ако теоретски решивте да се кандидирате, на чива конвенција ќе аплициравте, на ВМРО или на СДСМ? Или на двете? Не, пазете, ако решев да се кандидирам, ќе се кандидирав исклучиво преку Глас за Македонија, а ако влезе во вториот круг, ќе барав подршка, се разбира од ВМРО ДПМН да ме подржи во вториот. Може ли Ѓорчев да стигне до 400.000 гласови? Не верувам, значи во... Бидејќи на ВМРО им е битно некој да стигне до 400.000 гласови, за да може Мицкоски да има мирно море и да ја заврши до крај трансформацијата на ВМРО ДПМН. Пак ќе го речам, мислам дека адут на Ѓорчев е работата на терен од претходни парламентарни избори, многу повеќе отколку Би лепно да Гордана Ѓорчев Селјановска. албанци, бидејќи албанците се очигледно неопходни во вториот круг на председателски избори, се сликаше во студеничани, се Да, сликаше со видов албанци, таа шега и... Значи, не само шега, него тоа е дел на некоја кампања. Не знам, во оваа фаза мислам дека ВМРО не може да смета на албански гласови скоро воопшто и ова заради недела- тоа давам голема предност на било кој кандидат на СДСМ за победа на изборите во вториот круг. Најверојатно во двата круга ќе влезе, во вториот круг ќе влезат нормално на СДСМ и на ВМРО ДПМН кандидатите и дека заради тоа па нема да може ВМРО ДПМН да се одлучи за бојкот, ама не верувам дека може да стигне до победа. Во ДПМН ке Мицкоски лепа 3 работи, односно се обидува да налепа 3 работи. Прво, дека е криминалец и ги извади оние афери со хидроцентралите и таа афера не помина, беше адаптирана. Второ, дека е антизападен политичар. Минатата недела се сретна со 10 представници на Европска унија, Индија и овој викенд нели ги подготвува во Струга и тоа не држи и на крај останува дека кратко ќе трае. Дел на интервјуто на Никола Груевски на Сител телевизија, а и овие пишувања кои се на Фејсбук, како да ја подгреват таа кампања дека кратко ќе трае. Никола Груевски всушност прати порака се враќам. Дали ќе се врати ќе видиме, меѓутоа таа порака ја прати. Значи, сега упорно играат на таа карта дека Мицкоски кратко ќе трае и во случај на лош резултат на председателски избори, тоа што го бараше Никола Тодоров, да му побарат конгрес на кој ќе се гласа за негова доверба или недоверба. Затоа претпоставам дека на Мицкоски му треба резултат на 360, на 370.000 гласови, близу 400.000. И прашање дали Ѓорчев може тоа да го оствари, тоа е она што го дебатираме. А не дали сакаме или не повеќе сакаме. отколку било кој друг кандидат, пак ќе речем заради претходното искуство и докажаност работа на терен и освоени гласови во неговата изборна единица каде што тој бил носител на листа, секогаш имало голем успех. Егото сега во тројка на анкете кои јас ги гледам, изненадувачки добро стои СДСМ.
и Заев. Иако стои лошо во останатите изборни единици, изненадувачки ке македонци добро стои во трета изборна единица. Добро. Ама па мислам Ѓорчев беше во шеска последниот пат. Беше во, да, меѓутоа нели баш да се бори за албанските Да, го перципираме гласови, ние тоа нели може како да носител на избори во трета изборна единица, бидејќи Така, неколку изборни циклуси беше начело на листа. Може би и за тоа, зашто не бил таму. Што Зоран Заев и СДСМ не сакаат предвремени избори. Нели, ако ги слушаме нив, те велат имат убедливо водство, не сум сигурен. Не сум сигурна, анкетите покажуваат опаѓање на нивниот рейтинг. Меѓутоа, еве, нели да ја прифатиме нивната логика, те велат имаме сигурно водство, имаме стабилно водство, сме направили историски исчекор кон НАТО, веројатно и кон ЕУ, говориме за нивната логика, тогаш е сосема нормално партија која така убедливо води и направила такви историски достигнувања за Република Македонија, тоа да го верифицира на избори. И тие не сакаат доаат на избори. Чекајте, цената што ја плативме за нивните успеси е преголема. Од избори. Цената што Македонија ја плати за нивните успеси е преголема и тие се свесни за тоа. Дали вие видовте фанфари и огномети со подпишувањето на протоколот за НАТО? Не. Кој израдува во оваа држава, освен некоја врхушка на Социјалдемократскиот сојуз и на албанските партии? Никој. Повеќе славење на плоштад имаше за поранешна Југословенска република Македонија на 8 април 1993 година, отколку што има сега. Отколку што има сега. Ова недела во НАТО без малку со една нога влеговме, никаква прослава. Никаква, апсолутно. Напротив, горчлив вкус. Една апатија кај народот. Никој ништо не Ама разговара. нормално е тоа, ве молам, ние го изгубивме националниот идентитет. Суверенитетот го заложивме, уставниот суверенитет за да добиеме влез во воена алијанса. Кој може да се радува на тоа, ве молам? Кои генерации се родија и се развија после кризата 2001 година? И ние мислевме дека тоа е врвот на фрустрација кој може да го проголтаме. Да го проголтаме или да му се наметне на македонскиот народ. И гледаме сега дека оваа фрустрација и оваа апатија е многу поголема од таа што била 2001 година. Ние нели не сме доволно возрастни, меѓутоа сме читале книги и сме читале каква била таа национална апатија после Балканските војни. Ми се чини дека после Балканските војни прво е ова. По својата грандиозност кога Апсолутно. Апсолутно. Ова е една губитничка позиција пар екселанс. Завршување на процесот на Балканските војни. Да, да. Така да не само што луѓето не се израдувани, туку се екзалтирани и мислам дека ова све ќе резултира со една длабока поделба во македонското ткиво и кога тогаш македонците ќе си дојдат по своето. На Балканските војни или после Балканските војни се подели територијата на Македонија. Територијата, така. Сега се подели националниот идентитет. Се подели националниот идентитет и Македонија полека зачекорува во федерална држава. Не можат луѓето тоа да го голтнат исто така. Ова е подраматично рушење на македонизмот отколку Балканските војни. Така е. Многу подраматично рушење на македонизмот. Така е. Така е. Тогаш постоела една идеологија, една мисла дека ќе се излезе, тогаш се работело интензивно на национално осознавање, одржување, борба за национална самосвест. А сега сите тие наши инстинкти природни кои што ги носиме во себе, некој гледа да ги сосече од корен и да ги поништи и да не навреди и да не става етикети на патриоти. Денес да сте патриоти нешто најстрашно. Само за македонците. Само за македонците. Албанците може само да се патриоти. Србите може да се патриоти. Сите може да се може патриоти, ние сме само ние не сме. експатриоти. Да, Апсолутно. навредливо да се биде патриот Така те македонците. Така е. Тоа не е баш така и тоа нема да биде така. Тоа е нивното сценарио кога тогаш ќе падне. Пазете, во историјата се е променливо. Добро што ги спомнавте Балканските војни. Нивното сценарио се крепи, како велат обично, нели ние имаме една парадигма, што би рекол Гуриевски, да се гради куќа на темели од кремвишли. Целата нивна стратегија е како куќа на темели од кремвишли. Се крепи со НАТО, се крепи со ЕУ и тоа ќе заврши. И тој ден ќе заврши. Ние ќе останеме сами со себе. Заврши Варшавскиот пакт. Да, заврши. Сами со себе ќе останеме. Апсолутно. Ке мораме, нели, да отвориме што сме правили. Ма ние и сега сме сами со себе. Страна ние и сега сме сами со себе. Како правеле. Така е. Нели? Така е. Вие на почетокот ми спомнавте една поема. Да, вие спомнав таа поема, многу ме дојми Охридски џган.
Значи, историјата ни се повторува, како фарса, веројатно. Исто Охридски, македонски Джган. Да, Се извинувам македонски на Джган. гледачите. Прличев пишувал за Охридската чаршија, за богатите луѓе кои што најлукративно се приклонувале кон големата сила во тоа време, грчката екзархија и така натаму. И денес го имаме тоа истото. Знаете, многу комотна е позицијата да лоцирате некој кој што има интерес да ве присвои и да речете да, ово е голем, ово е убав, ово е дотеран, овој сега мене ќе ме рани. Јас ќе ја пустошам државата, ќе ја корумпирам до максимум, ќе ја присвојам, една тајфа бандити ќе ја раководи, ама затоа ќе имам некој камшикар кој што ќе ме води понатаму. Мислам, тоа се краткорочни работи. Затоа велам, се менува и оваа работа ќе биде сменета. Тоа што го пишуваше Симон Радев, или го даваше по интервјуа во западни медиуми некаде пред 110 години, кај што или ние најмногу би сакале да сме македонци. Но ако веќе не можеме да бидеме македонци, ќе видиме тоа што најмногу ќе можеме да го искористиме. Или најмногу бенефит финансиски. Гледате, таа е една генетика, општествена, историска, како да е вградена во еден дел на македонскиот народ. Ние тие луѓе не сме ги гледале. Веројатно, ко бройлери не ги извадија меѓународната заедница од разни политички партии, институции, таа длабока држава. Што Слободов да ја дефинира мината. И тие луѓе го направија овој злостор кон македонскиот народ, кон својот народ на крајот на криштата. Точно. Лесно е вие да го поддржите или да не го поддржите Мадуро. Тоа е на 10.000 километри далеко од Македонија. Но овде ако направите злостор врз својот народ, тоа не застарува. Не застарува. И тоа се менува. И тоа се менува. Апсолутно. Апсолутно. Тама работа. Мислам, ние не би имале ни трошка надеж за иднина, ако не веруваме цврсто дека овие процеси се враќаат и се менуваат. Дури и да сме членка на НАТО, и да сме членка на Европската Унија, се менуваат бирократите, се менуваат гарнитурите, се менуваат односите. Ние таа битка не смееме да заборавиме, факелот на македонштината мораме да го пренесуваме. И ќе успееме да ја добиеме. Што ви мислите, Заев ќе издржи до крај на тоа свое ветување или став дека нема се кандидира? Тој предвладен да рече, јас сум најдобар консензуален кандидат, ама многу сум млад. Роден 74-та година, значи има 45 години. На негови години и Борис Рајковски, Бранко Цренковски беа веќе председател на државата. Да, од повеќе причини мислам дека нема да се кандидира. Најмалце заради тоа што рекол дека нема да се кандидира, ама мислам дека има пречки објективни, да нели мандатот да се истераат работите, не само со промената на името, туку реформите треба да се добија нели датум за почеток на преговори во јуни, а за тоа скоро ништо не е направено од реформите на Прибе. Второ, не толку младоста, туку неговиот карактер е менаџерски тип, не е председателски тип, премиерски тип, така да речем, односно целата негова кариера е во бизнис и во раководење со Струмица. Сакале да искоментираме една изјава, или дали вие би сакале да искоментирате, например Мицковски минатата недела во интервјуто за Радио Слободна Европа вели: подготвен сум да бидам премиер на Република Македонија. Значи не навлагам во тоа дали е подготвен да биде премиер или не е подготвен да биде премиер, меѓутоа сепак тој вели подготвен сум да бидам премиер на Република Македонија. Не на прекрстена Македонија. Него на Република Македонија. Добро. И тоа неколку пати го употребува. Едно интервју, второ интервју, меѓутоа го дава за Радио Слободна Европа, што дава една тежина на тој интервју. Ја би сакала да е тоа така. Би сакале ли тука да искоментираме? Поидовни позиции на Грција, се извинувам, ќе му ставите поидовни позиции на Грција и на Република Македонија. Грција тргна од поидовна позиција ерга омнес и во зборот на државата да не се содржи зборчето Македонија. Или зборот Македонија. Македонија тргна од двојната формула. Цел свет и ние самите да се нарекуваме Република Македонија, а Грција да не нарекува со име како што сама ќе одбери. Дали е возможно, дали може би за тоа говори Мицковски, ние да дојдеме до една модифицирана двојна формула. Ние да се нарекуваме Република Македонија, да не го менуваме уставот да остане Република Македонија, а цел свет и Република Грција да нарекуваат Северна Македонија или како ли ќе одберат. Дали на тоа мисли Мицковски, што мислите? Јас би сакала да бидам оптимист и да верувам дека на тоа мисли. Јас напишав една колумна пред неколку месеци и видов дека Мицковски ја прочитал, бидејќи преку една дебата директно ми одговори.
Мојата порака до него беше да не се занесува и да не мисли дека го чекаме утре на бел конј да дојава да стане председател на прекрстена Република Македонија. Така знаеме сите. Значи, тоа не е начинот. Да го видам да биде на Република Македонија. На следна една дебата, буквално почувствував дека ми одговори и рече не мислам да бидам председател на прекрстена Македонија и ќе го држам за збор дека на вистина така мисли. Инаку, како што велите, да, меѓутоа да не забораваме дека е веќе нашиот устав преименуван. Ние сме веќе Северна Република Македонија. Дека во оваа фаза ќе треба голема сила. Апсолутно. Голема сила, напор, ресурси за да се вратиме на некоја точка на која што сме биле. На некоја модифицирана двојна формула, да, точно тоа. А понатаму да почнеме чекор по чекор да ја враќаме. Конечно, знаете, ако имате вие власт во една држава, никој жив не може да ме натера, барем документите да не ги менувате. Еве, да почнеме со санирање на штетите на ерговност натре. Во Демир Хисар, таблата на школото не треба да се смени. Не треба да се смени. Или здравствениот дом. Така е. Што на некој грк во Лариса или во Волос ќе му значи ако ве смените таблата во Демир Хисар. И да му значи не ме интересира. Нам е битно што ни значи. Лошо одработивме ова работа. Многу лошо. Да, многу лошо. Значи, и одработивме комплетно на линија на грчките најтврди барања. Апсолутно, значи одработивме и тоа на таков еден понижувачки мизерен начин. Па не ни одработивме, ние одработија. Да. Најдоа само луѓе кои што тоа ќе го екзекутира. Како не ги ставија бомбите пред врата, нели? Така ни го стави и предлогот на Апсолутно. Веќе во Пржино се знаеше што ќе се случува. По ДХЛ не испратија и бомби, не испратија и променето име. Значи све по ДХЛ. Така. Тоа беше целокупен еден пакет и јас бев во собрание кога почна Пржинскиот процес и кога почнавме да гласаме за тие. И се гледаше дека ќе дојде до. Мене ми беше идеално јасна целата ситуација. Затоа и пружав отпорна говорница, ако се сеќавате. Како по бурда, шнит. Гледате Украина, Македонија, сега прават Србија, Венецуела. Значи дури не се ни напрегаат да го сменат шнитот. Не, американците никош не се напрегаат. Гледате дека тие само ја реплицираат приказната. Да, апсолутно. Истата. Кога гледаме политичката кариера на Зоран Заев, тој има истата траекторија. Исто може да се каже за Радмила Шекеринска. И Заев и Шекеринска имат политичка траекторија како Бранко Цренковски. Тие се ученици на Бранко Цренковски. Во одредена ситуација кога е тешко, Бранко Цренковски секогаш бега на друга функција. Така беше 2004 година, територијалната организација во Република Македонија, Цренковски од премиерска функција замена на председателска функција. Предпоставувам дека и Шекеринска и Заев сака тоа да се случи. И ако ја гледаме траекторијата на Бранко Цренковски, во првата фаза тој ги подели трите функции на три различни личности. Тој е председател на држава, Хари Костов премиер, а партијата остана без председател во еден известен период, подоцна стана Владо Бучковски. Можно ли тоа сега да се случи во СДСМ? Се сомневам, значи прва мала е периодот 2 години, неполни 2 години се на власт и мислам дека па по 2 години ќе се сака или да се истера. 2002 победи беше 800.000 години премиер, и 2004 замена председателски избори постава на несреќа авионска. Скупен мандат, нели 8 години имаше Црвенковски како премиер, така да мислам дека е рано. Го исклучувате Зоран Заев. Значи мислите дека меѓународната заедница нема да му даде. Радмила Шекеринска. И не само меѓународната, туку и ДУИ како коалицијски партнер, дека ДУИ мислам дека обстојува на тоа, дека смета дека да се. Мислите дека ДУИ не сака Зоран Заев да биде? Да, мислам дека не сака, односно мислам дека сакаат да се истера мандатот до крај, па потоа да се види. Ја имам чувство дека Зоран Заев е најголем противник на ДУИ. И ако некој може да влезе сериозно во албанскиот дел, да зима албански гласови, тој на вашата анкета се појавува, тој е Зоран Заев. Нормално дека Али Ахмети многу повеќе сака Зоран Заев да е председател и да не му смета на теренот, отколку да му биде коалиционен партнер и да му го крцка полека рейтингот на Али Ахмети. Ми се чини дека тоа. Се обидам нели да логицирам. Мислам дека Али Ахмети многу повеќе би сакал да го трни Зоран Заев. Но не сега. Не сега, да. И пак од тие причини заради агендата да се доврши започнатото, бидејќи на ДУИ е многу битно да се заокружи целиот процес, иако на некој начин може да се смета ова со вчерашното потпишување или завчера кога беше протоколот за НАТО, дека е битна работа завршена од агендата на ДУИ, ама
мислам дека не се спремни во овој момент да го поддржат Заев за председател. Мицкоски сака да оди на предвремени избори, меѓу другото и да ја стегне својата пратеничка група, бидејќи очигледно дека таа пратеничка група му генерира проблеми. Му генерира проблеми веројатно околу рейтингот, бидејќи во ноември е најнискиот рейтинг на ВМРО-ДПМН визави СДСМ, кога овие 8 одметнати пратеници откажуваат послушност. Сега 9 веќе. Да, сега веќе 9, можат и да станат 10, 12, 11. Може. Колку математички ќе треба, нели, како што рековме на почетокот. Значи очигледно дека Мицкоски сака да стегне партијата и сака да стегне пратеничката група. СДСМ ќе се обиди до крај да цеди или да вади капитал од тој раскол во пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Меѓу другото, и една од причините зашто СДСМ не сака предвремени парламентарни избори е таа да не дојде до стабилизација или консолидација на ВМРО-ДПМН. Да, нив се, да речам, бројат моментите, бидејќи на внатрешен план немаат ништо направено. Апсолутно ништо, сите системи ни се блокирани, економија во слободен пат. Малите бизниси пропаѓаат секојдневно, здравство блокирано, образование никакво. Сите параметри, корупција огромна, невидена. Значи, правосудство растурено ко новогодишен бакшиш. И вика предвладена Зоран Заев, млад сум да бидам председател и имам незавршена работа. Ние мислевме заврши. Некоја школа ли има незавршено? Да, што има? ние мислевме заврши више, он има уште незавршена работа. Значи, што кантоните ли остануваат од Берн? Само кантоните не се реализираат. Мене тоа ми изгледа дека не е реализирано. Мислите дека сега направен е чекор од кантоните со бинационална држава со кое право го става Охридскиот договор, ве молам, во преамбула на уставот, најавува попис без етничка припадност, на основа на што ќе се реализира Охридскиот договор, кога немаме етничка припадност во пописот, што му остана незавршено? Што? Клучно на пописот ќе биде дали имаме машина за перење дома. Дали имаме еден телевизор, 3 кози и 10 крави. Тоа ќе биде, нели? Крави, кози ќе пописот се сведува бројме, на статистичка економска операција. Да. Колку домакинства имаме и колку се богати или сиромашни тие домакинства. Дури и за тоа не се способни, бидејќи способна држава ја прави целата социјална политика и економска политика на база на таков еден попис. Но без демографски попис, без попис на етникумите во едно мултиетничко општество, па ние сме блокирани во старт. Погледнете го уставот. На крајот на криштата, ние сме уставна држава, уставно фундирана на тој етнички елемент, кој е вграден со рамковниот договор. Ако е трната преамбулата на АСНОМ, а е оставен рамковниот договор, елементи на не е оставен, туку е ставен сега. И тиранската платформа, нели? Ви велите, нема да правиме попис врз етничка категорија, па Бадентер што е? Па рамковниот договор што е? Па не само тие тоа. проценти ја и вие не сме ги правеле преговарајќи во 2001 година. Зоран Заев треба и некоја школа да заврши, а богами и тие негови советници што тршат керамиди од глава околу него, и да му кажат дека нашиот сегашен устав е ни риба ни девојка. Ако тој настапуваше во предизборната кампања со заводливи пароли од типот ке правиме граѓанско општество за сите, ние немаме граѓанска држава. Ние немаме. Ако имаме граѓанско општество, во тој случај, зошто ни е Бадентер, зошто ни е албанско-македонска коалиција во власт, зошто ни се квоти за вработување, зошто ни се сите тие работи, зошто ни се двојазични табли и така натаму. Значи, луѓето не знаат, направија ни риба ни девојка од устав, ние не знаеме сега, имаме ли граѓански устав, имаме ли национален устав. Кого ќе подржат? Оливер Спасовски стои лошо, после завчерашната изјава на Заев, јас сум млад, Оливер Спасовски е 2 години помлад од Заев, значи Оливер Спасовски уште помлад и лошо стои на анкетите, нели? Радмила Шекеринска лошо стои на анкетите, остануваат Никола Димитров и Стојан Пендаровски. Ке биде тешко дуи да го подржи Стојан Пендаровски, бидејќи 2014 година водеше кампања Чао председателе. Водеше против Ѓорги Иванов и водеше против Стојан Пендаровски. Без оглед на тоа, нели сега 4 години понатаму сме или 5, и баш мислам дека тоа е вториот фактор зошто му давам предност на Стево Пендаровски во изборот на СДСМ во однос на Димитров, иако на анкетите Димитров води пред Стево.
едната причина е дека во членството на СДСМ и посебно раководството тие што ќе бираат на крај, дека мислам дека е поголема предност се доживува како попартиски кандидат Стево, а втората е Дуи, бидејќи сметам дека не само за Дуи, туку за албанците е некако поприфатлив кандидат, односно поголеми симпатии има Стево во албанската јавност. Можеби од тие избори таква, ама се гледа и како НАТО, како координатор за НАТО. Што морам да ве прекинам. Стево Пендаровски беше тука. И беше дел на СДСМ, и учествуваше во СДСМ, и му беа нудени мноштво на функции, дури беше кандидат на СДСМ на изборите 2014 година. Но Стево Пендаровски не стана министар за надворешни работи. Иако сите очекувавме дека Стево Пендаровски може да стане министар за надворешни работи, не стана Стево Пендаровски, стана Никола Димитров. Го зема со багер од Холандија и го инсталира во владата на СДСМ. Зошто ги поценувате шансите на Никола Димитров, кој повторно може со багер да биде земен и да биде направен председателски кандидат на СДСМ? Не ги поценувам, дури ја лично навивам повеќе за Димитров отколку за Пендаровски. Не знам, немаше да ја прашам толку. Бевме во студентска влада заедно. Немаше да ја прашам толку ако навивте за него. Многу подолго се знаеме со Никола Димитров од студентските времиња. Ама независно од тоа се обидувам да објективно анализирам состојбите и да, точно има и предност, има и едниот и другиот и вредности и предности и аргументи зашто да бидат избрани, но пак ќе речам на крај партиските тела одлучуваат и предноста не знам зашто, но и на претходната анкета релативно лошо полошо стоеше, исто и Спасовски полошо стоеше од тие. Па кои избори ги има добиено Шекерински? Има учествувано на мноштво избори. Ниедни избори нема добиено. Без оглед на тоа долго е во политиката, може би заради тоа е анимозитетот. Знаете, може слободно да се кандидира за Нобелова награда за мир, бидејќи никого нема победено. Радмила Шекеринска. Значи очигледно дека со сите председател на СДСМ, така. Беше и го имаше најголемиот пораз во историјата на СДСМ 2008 година. Па беше кандидат за премиер 2011 година, повторно го имаше тешкиот пораз во однос на Никола Груевски. Значи, каде си има фатено, не има изгубено. Добро, пак ја не гледам како фаворит ни во редовите на СДСМ. Интересна приказната дали е време за жена председател и во таа смисла веројатно би била фаворит на СДСМовската страна. Па некој нели пропагира место дуел Гордана Димитров, како што велите вие, да има женски дуел на Гордана Шекеринска со Гордана, меѓутоа пак ја помислам, јас некако поете Владко Јорчев, Стево Пендаровски. Зоран Заев вели млад бил да биде председател на Република Македонија. Мислам дека човекот сака да биде председател. И анкетите покажу дека албанците преку 90% би гласале за Зоран Заев. Мислам дека грешите тука, дека Зоран Заев е многу практичен човек. Мислите дека не сака да биде председател? Потекнува од бизнис семејство и не знам тие бизнис линкови негови дали ќе му дозволат да отиде на работно место каде што нема да може да владее со капиталот и со местење на тендери. Значи да дефинираме. Тој можеби би сакал, но бизнис крилото околу него нема да му даде. Бизнис крилото или странците не му даваат? Бизнис крилото ми се чини. Странците може би на нивки и молесни ако се тргне Зоран Заев после овој целиот процес. Мислам дека бизнис крилото нема да му го дозволи. Например, Никола Груевски то бизнис крило или крило Никола Тодоров, Сашо Мелков и така натаму станува доминантно мокно после 6-та, 7-та година, нели? И Никола Груевски веќе нема мок да расчисти со тоа крило. Кај Зоран Заев после првата, после втората година тој нема мок според вас да расчисти со тоа бизнис крило што е околу него. Па веројатно затоа што дојде на крилото на тоа крило. Како резултат на тоа крило и пазарот на тоа крило веројатно дојде на чело на државата. Со одредена како ќе расчисти, со кого ќе расчисти? Со одредена агенда. Со кого ќе расчисти? Имате анкети или анкетите кои беа за референдумот ги промашивте. Сега ќе видиме дали ќе погодите на проценката кои ќе бидат председателски кандидати. Не, да бидеме прецизни, мислам. Не ги промашивте. Очекувавте над 800.000, очекувавте сериозни бројки на излезеност на референдумот и ако вас ве слушавме до сега Македонија кој имаш уште на референдум сменато името.
Прогнозата беше, че точно 46%, 37% на крај испадна, ама прогнозата беше дека нема да успее референдум. Иако на анкетата се изјаснија 68%. 46-37. Добре. Може ли да им кажете на гледачите колку во бројка имате промашено, не во процент? Добре, над 100.000 тоа, точно. Но на анкетата значи, се изјасниле луѓето 68%, рекле милион дека ќе излезат. Како да тргнете према Тетово и да завршите Свети Николе. Добре. Отприлика тоа е промашување. Не, ако целта е, ако е клучното прашање ќе успее или не, точно сме го проектирале дека нема да успее референдумот, односно дека нема да се постигне цензусот, иако 68% од граѓаните рекле дека ќе излезат на гласање. Не 50, 68 на нашата анкета, значи базирано на тоа. Ама базирано на контролни прашања што се поставија, колку е веројатно дека ќе излезете. Тоа е клучното и од оцената од 1 до 10 дали ќе излезат, ние проектиравме 46. Сите вие што правите анкети, добро, кои ги промашите. Не, ние не правиме, ние ги нарачавме. Анализа во другиот потом. Кои ги промашите анкетите, знаете, ми личите на оние девојки или жени кои излезле да купат тетрапак млеко и се враќаат со 2 пара кондори или чизми. И викат, не знам како, ама ми се најдоа во ташната или ми се најдоа во торбата. Не знаете вие како, ама ги промашивте анкетите. Приказка не е точно, значи точно дека е надвор од статистичката грешка. Кој мислите ќе биде председател на Република Македонија? Не можам да преюдицирам, еве сите големи партии ги кријат своите кандидати. Ја видовме единствено, да речеме, ги гледаме Владко Ѓорџев и Гордана Силјановска. Нели може да насетите, да речеме, по некои изјави, по некои спинове, да речем Зоран Заев вели, јас сум млад да бидам председател. Тој е роден 74-та година. И 4-та година, да. Оливер Спасовски роден 1976 година. Значи Оливер Спасовски, предпоставам, ако Зоран Заев е млад, Оливер Спасовски 2 години помлад. Значи не може да има шанси да биде кандидат за председател на Република Македонија. Никола Димитров и Радмила Чекринска се 72 годиште. Значи мислам дека Социјалдемократскиот сојуз многу се ослонува на анкетите. И тоа е вистина, тие на вистина ќе прават анкети и ќе видат кој има најголем рейтинг меѓу сите нив. Тоа нема да биде Шекеринска, се разбира, која што традиционално има еден од најниските рейтинзи во самата партија. Вие не би наливале за Шекеринска, вие нејзин човек бевте, бажевте за нејзин човек. Дојдовте во партија. Шекеринска нема рейтинг во партијата. И бевте на листа, нели, како предлог на Радмила Шекеринска? Па не знам дали на Радмила или на Зоран Заев. Не сум сигурна тука дека е последен тоа пат баш ми рековте дека сте били на Радмила, може меѓу време нешто се сменило, не знам. Знаете, јас влегов во еден вакуум кога се гледаше да не бидат луѓе на Бранко. Како шеколара, значи. Малце дрибилин хлево, малце десно и буквално не, па не знам, видете. Јас секој за себе мисли убаво. Да. Јас за себе мислам дека бев една од ретките професионалци кој што водев најпрофесионално Совет за образование. И некако падна во очи со пресовите, со работата и така натаму. Знаете зашо ја прашам? И Радмила Шекеринска и Зоран Заев се ученици на Бранко Царенковски. Да. И едниот и другиот сака да имат политичката траекторија на Бранко Царенковски. Бранко Царенковски беше лидер на СДСМ, па премиер, па председател на Република Македонија. Мислите дека Зоран Заев и Радмила Шекеринска ќе се откажат од можноста да бидат председател на Република Македонија? Па гледате, Радмила, отворите на Википедија. Па таа во 2 мандати се пишува дека била премиер на Република Македонија, првиот пат кога Бранко Царенковски дава оставка кога оди за председател, и вториот пат кога Хари Костов дава оставка, месец дена вама, месец дена вама, она се пишува дека била премиер на Република Македонија. Значи таа ја посакува функцијата премиер или председател. Тоа сум сигурна дека ја посакува, меѓутоа ќе направи све што може тоа да се случи. Анкетите ќе им бидат многу важни и пресудни ќе им бидат анкетите кого ќе номинира. Не верувам дека ќе влезат во авантура со Шекеринска. Добре, еве тоа е моје мислење. Еве ајде да го земе Стојо Пендаровски. 2014 година, сеќавате, излагаше Армира Мехмет и велеше: "Чао председателе, кандидати тога за председател на Република Македонија беа Ѓорги Иванов и Стојо Пендаровски." Да. Значи не може дуи да вели 2014 година чао председателе за Стојо Пендаровски, а сега да го подржи Стојо Пендаровски. Нели нема политичка логика тоа да се случи. Значи останува ако Оливер Спасовски е млад, ако е Стојо Пендаровски, ако тој води на анкетите,
Неприфатлив можеби за Дуи, тогаш е Чекеринска или Никола Димитров. Мислам дека повеќе шанси има Димитров во целата констелација од Чекеринска. Моје длабоко мислење. Одговара ли на Заев да не успеат председателски избори? Не би рекол. Мислам дека сака да се консолидира ова, без оглед дали ќе биде Димитров или Пендаровски. Ако му треба неколку месеци да заврши одредени работи, тоа би се поклопило со можни предвремени избори во октомври или ноември, заедно со председателски избори. Дали можеби во овој момент му одговара неуспех на председателски избори? Не, пак ќе речем, не верувам, плюс не мислам дека ќе се случи тоа и заради ВМРО ДПМН. Значи, тие ако решат да, тоест требаше да се решат да бойкотираат или да не се решат да истакнат кандидат кај со референдум. 40 плюс 7. За така. 36 беше референдумот, сега треба значи 5% повеќе да се излезе во вториот круг. Ама таму тешко ќе се мобилизираат албанците. Тие тешко се мобилизира. Да, тешко се мобилизира на референдумот, на вториот круг ќе се мобилизира уште потешко. Иако таму во некои ваши анкети гледам дека Села високо котира, што може да биде едно од изненадување на председателски избори. Ама нема да биде во вториот круг. Нема да биде во вториот круг. Значи може да се очекува намалување на излезност на албанците. Можно ли да не успеат председателските избори? Би рекол мала можност. Стравична апатија кај македонците. Стравична апатија. Можна, ама пак ако учествува ВМРО активно, ќе помине. Сега предпоставите Гордана Силјановска да биде кандидат на ВМРО ДПМН, а потекнува од партијата Млада прогресивна странка која подосна се спои со реформските сили на Анте Марковиќ и на Стојан Андов, а вамо Никола Димитров, татко му беше еден од основачите на ВМРО ДПМН, да биде кандидат на СДСМ. Па салто мортале е направено во најголемите политички партии во 29 години. Па видете, веројатно разбра и сватија партиите дека многу се имаат огрешено од овој народ во овие 30 години, грубо крадење и корупција, и знаат со сите овие постапки, поготово во овој процес на менување на нашиот идентитет, дека не оставија голем простор да луѓето им аплаудираат. Тие мора да посегнат по други кандидати кои што немаат голема врска и утемелување во самите партии. Иначе зошто ВМРО ДПМН, кој што беше бастион до вчера, не би можел да истакне свој кандидат, туку гледа да земе некој да истакне кандидат кој што е, така речи, независен. Два мандати Ѓорги Иванов, сега Гордана Силјановска, најголеми шанси има. Ние ќе видиме што ќе се случи, како ќе случи идната недела, меѓутоа анализираме врз база на тоа што сега е конјунктура тамо. Тоа е последното раководство на социјалистичка младина на Република Македонија. Крајот на 80-тите години. Ѓорги Иванов, Стефче Јакимовски, Ристо Иванов, ако се сеќавате, беше вице-премиер во владата. Да, се сеќавам како не. И Гордана Силјановска, млада прогресивна странка, така се нарекува. Па можеби тоа се најздравите наши елементи, се уште. Тоа е структурата на Анте Марковиќ. Тие на крај сите се обедини околу Анте Марковиќ. Не се сеќавам за тоа. Јас мислам дека Гордана Силјановска потекнува либерал-демократската партија. Тоа е млада прогресивна странка, односно поранешна младина на Република Македонија, социјалистичка младина, таа прави политичка партија, таа политичка партија дава поддршка на Анте Марковиќ и реформските сили и подосна се трансформира во либерална линкови кои што вие ги знаете, ги извлекувате, да. Во либерална партија. Да. Меѓутоа мене би е битно името. Мене би е битно каков човек ќе застане. Дури ми се чини дека и за професорката Силјановска е хендикеп што е директно предложена на конвенција, ако биде предложена на ВМРО ДПМН после се ова што се направи и се случи во државата. Таа како независен апсолутно има најголеми шанси од сите овие актери за кои што вечерва зборувам. Некои анкети кои ги гледав, не можам да ги кажам, нели, бидејќи луѓето не се согласи да ги објавиме тие анкети, меѓутоа сум можел да ги прочитам, да ги видам едно сеопфатна анализа на 120 страни. И во таа анализа Саво Климовски има најдобра пирамида. Значи и мене ме чуди, но Саво Климовски. На второ место беше Гордана Силјановска, на трето место Стево Пендаровски, на четврто Игор Дурловски. Ко пирамида, тоа не значи дека ќе се рефлектира во број на освоени гласови, но ко пирамида. Колку ве прифаќаат, колку не ве сакаат, колку може преку кампања да постигнете подобар резултат, говорам за тој тип на пирамида. Саво Климовски водеше.
на луѓето веќе им е досадено да гледаат две утемелени структури кои што практично ја доведоа Македонија во амбис циклично менувајќи се овие 30 години. И сакаат малку промена. И сакаат малку бела коса како што е секаде во светот, а не ние сите да ги заучуваме овдека да бидат премиери и председатели. Како велеше Никола Младенов покойни, злоупотреба на деца и на малолетници во политички цели. Буквално. Сакаат искусни луѓе, сакаат зрели луѓе, сакаат луѓе со свој став. Какви се шансите се направи нова политичка партија? Дали ова партија може да биде фундирана во нова политичка партија, нов политички субјект, бидејќи Зрее времето, така личи, бидејќи гледам големе со конкурсов сега за култура, значи секакви пак почнуваат афери, да речеме, на оваа се крија некоја власт. критична маса. И разочарувањето од двете партии станува бајаги големо. Меѓутоа до сега сите обиди што за трета опција или сите што излегле од мејнстримот од тие две партии не успеале да го преземат. Кажете дека постои желба, меѓутоа намерно се вадат погрешни кандидати за да биде уништена таа желба за формирање на трета опција или трета партија. Или се уште не е доволна критичната маса, или па апатијата е преголема за некој да се нафаќа, или се чека да се бори со тоа. Промена на калето, доаѓа на нов амбасадор, кој би ја ставил таа опција на маса, да се види дали е потребна во моментот трета политичка партија. Не би придавал толку значење на тоа. Што може да се спаси сега во моментов? Народот е во апатија. Дури народот мислам дека мисли дека доволно направил на 30 септември. Како да му треба малце тајм-аут. Јас на 30 септември имав една анализа кај велам ќе биде прашање дали народот ќе се исплаши од тоа што го направи или ќе се окуражи од тоа што го направи на 30 септември. Ми се чини дека во еден момент како да се исплаши од тоа што го направи на 30. Се разочара, не толку да се уплаши, туку се разочара кога виде дека овие најгрубо и со најголемо насилие му ја погазија волјата. Значи, станува збор за еден народ кој што е разочаран после цела оваа работа. Ке требаат неколку позитивни импулси. Дали тоа ќе бидат некакви добри председателски избори, каде што ќе имаме кандидат стамен, со став цврст и така натаму, со јасно ветување дека ќе направи се што може овие процеси да ги поправи, но уште поважни ќе бидат парламентарните избори што тие ќе ни дадат како резултат. Народот ќе се осоколи. Ќе се осоколи бидејќи има во ракав голема карта. Значи таа енергија на бойкотирам или игнорирам или неизлегување на референдумот 30 септември. Бойкотирам беше и тоа, да. И самите ВМРО значи цена дека таа енергија е огромна енергија. И бараат дел од таа енергија да донесат на своје конто. Гордана Силјановска е дел на таа енергија. Да. Дали ја сакаме или не ја сакаме? Да. Јас, например, сакам да биде избрана, бидејќи тогаш ќе можам да се фалам дека и председател има станато од интервју со мене, бидејќи 2009 година Силјановска има напуштено интервју со мене. Ќе можам како сиви да се окнижа. Значи тоа е вака референца. Да. Ако се напушти интервјуто, се станува председател. Тогаш правев емисија дека правниот факултет не може да изгуби. Кандидат беше Ѓорги Иванов и беше Љубомир Фрчковски, ја интервјуирав Гордана Силјановска, прашав добро, со Фрчковски сте биле во иста влада, а сега го поддржувате Ѓорги Иванов, стана го напушти интервјуто. Тоа е дел од сивито. Јас имам еден голем проблем, еден ментален проблем, го имаат и во мојата партија, во која што скоро секоја вечер. Не да излеземе на гласање, туку воопшто да се даде легитимитет на председател на Северна Македонија. Тоа е се против што ние се боревме во бойкотира. Значи, тоа ќе треба да го прекрцаме. Инаку за личноста на Силјановска не сакам воопшто да зборувам. Тоа е веројатно најсветлата личност со сите овие за кои што сега зборуваме. Сум во дилема околу ова што кажувате, дека ако се излезе на председателски избори, ќе се даде легитимитет. Бидејќи по таа логика ние треба да излагаме само на локални избори. Не, парламентарните се нешто друго. Па добро, еве ако ова гарнитура успее да добие уште еден мандат, ќе се бетонира Северна Македонија и на парламентарни избори сега говориме. Значи по таа логика ние треба да излагаме само на комунални или на локални избори кај што не би отварале суштински теми и не би го бетонирале името Северна Македонија. Не, јас би очекувала конкретно од професорската Силјановска јасно и гласно да ни каже што мисли да прави
во каков процес би влегла за враќање на името на Република Македонија. Тоа ми е мене важно како гласач на овие избори. Ако има предвремени парламентарни избори, кој ќе победи? Освен вие дека ќе имате добар резултат, нели сигурно ќе ми кажете, кој според вас ќе победи? Па ја мислам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе изгуби катастрофално. Значи тука веќе не е прашањето кој ќе победи, туку кој ќе изгуби. Мене ми е тоа најбитно. Да изгубат овие кои што ги направија сите бели. И знаете, тие нема да можат вечно да се китат со перијата, еве сега внесуваме во НАТО, а може би некојаш и во Европска унија. Па тие на домашен терен не направи апсолутно ништо. Има една победа изминатите 11-12 години на локални избори беше. Толку. И вие се сеќавате дека веќе наредниот ден Никола Димитров излезе и рече тоа е подршка на нивната стратегија за промена на името Република. Така е. Ако сега победат на избори, тие ќе имат уште една потврда дека нивната стратегија била добра, успешна и носи бенефит на Република. Се надевам дека нема да се случи тоа, поготово не на парламентарните избори. Значи на крај да завршиме. Дуел според вас Владко Ѓорчев и Стево Пендаровски. Кој ќе победи? Проценка без базирана на конкретна анкета. Кој би победил? Сепак Пендаровски, мислам. Пендаровски. После изборите ќе викнеме нетури, ќе има што сме погодили. Може. Многу среќа. Околу националното прашање, што ја чека Македонија? И дали Македонија подготвено влегува во ова балканска разврска која не очекува во 2019, може би 2020 година? Па мислам дека Македонија не влегува толку неподготвена колку што ние замислуваме дека влегува. Ајде да земеме малку и позитивно да гледаме. Многу е убаво, знаете, на крај да ги изиграте оние кои што се обидувале и да ве уценуваат и успеале да ве уценат и мислат дека извојувале некоја пирова победа. Не. Македонија ќе си ја тера својата национална приказка и да биде дел од НАТО и дел од интергалактичката асоцијација. Ние мораме таа приказка да си ја тераме како што ја терале генерации пред нас. Да, сега не. И не верувам дека ние влегуваме толку слаби колку што мислиме дека влегуваме слаби. Не. Ајде од се да извадиме ќар, да бидеме паметни и да извадиме ќар. Сите не прежалија. Што значи тоа сите не прежалија? Не прежалија бугарите, не прежалија и грците, не прежалија и нашите, нели, сонародници албанците, значи нема никој кој не прежали. Ни се ситеа, повеќе би рекла, не да не прежалија, туку ни се ситеа. Значи сите можевме да видиме како ги истоварија своите фрустрации. Така е, и до прва ќе ги истоваруваат. Ние не сме завршиле со тој процес. Бугарите, не сме завршиле со тој процес. А и албанците, гледате. Затоа било многу е битно парламентарните избори кој ќе ги земе, за да ги земе да изгините во раце. Вака анкапија не ја била. Што би рекол Блаже Комленски, големо името. Големо е. Македонија. Ќе дојдат по него. Чека да не видат на колена за да можат да ги истурат сите фрустрации. Што ги собирале со генерации. Но човек е на колена ако реши да биде на колена. Сега немаме што да изгубиме. Тоа е наша предност. Сега можеме само да добиваме. Го стигнавме дното со Зоран Заев, тука надоле веќе не можеме да одиме, можеме да одиме само напред. Не сум сигурна, знаете, секогаш така сме викале не може од ова подолу, не може да се оди, па сме оделе и подолу, но се надевам дека оваа пресвртница после 30 септември, ова што допре на народот до свеста дека од него зависат работите или барем од него треба да зависат работите, дека е голема пресвртница историски и дека веќе работите ќе се менуваат. И јас сум непоправлив оптимист, но оптимизмот го темелам, знаете, на тоа дека ќе се најде критична маса на луѓе, која што ќе се впрегне и навистина ќе работи да создаде една нормална држава со нормално живење внатре. Во тој случај ќе ги победиме сите овие кои што ни се ситат во моментот. Прво треба идеја, така е, стратегија, така е, и критична маса, и екзекуција. Лека по лека ќе се формира. Така е, така. Тука согласувам со вас. Апсолутно. Многу среќа. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.